За фондот 2021 година е година на стартапите. Формиравме Национален стартап совет. За прв пат седнавме со водечките банки во земјава и креиравме кредитни пакети за македонските иноватори. Преку нашата програма за корпоративна иновативност, за прв пат фондот заедно со представниците од приватниот сектор инвестира во развој на стартапите. Нашата визија е едноставна. Позиционирање на Република Северна Македонија како регионален стартап хаб. Од декември 2020 година, кога е воспоставен Националниот стартап совет, па до денес, навистина напорно работевме да ги согледаме сите предизвици со кои се соочува стартап заедницата и при тоа да изнајдеме, да искреираме предлози за кои сметаме дека би било едноставно да се имплементират и да направат суштинска промена. Изготвивме еден документ со предлог мерки за забрзан раст на македонскиот стартап екосистем, а мерките би можеле да ги распределиме во 3 столба. Првиот – стимулирање на развојот на стартап екосистемот. Вториот столб – подобрување на условите за работа и третиот столб – подобрување на условите за пристап до финанси. Во последните 4 години владата покажа што значи да се биде партнер на македонскиот стартап екосистем. Во портфолиото на Фондот за иновации и технолошки развој само во последните 3 години поддржани се 605 проекти преку кофинансирани грантови со над 85 милиони евра вкупна инвестиција, што е навистина неспоредливо со периодот пред 2017 година, кога беа поддржани само 36 проекти и вкупна инвестиција од приближно 1,5 милион евра. Охрабрува податокот дека 51% од портфолиото на фондот се стартап компаниите, претежно основани од млади луѓе. Се гордеам со успесите на македонските иноватори, кои секојдневно покажуваат и докажуваат дека со добра идеја и со одветна поддршка од државата промените се можни.